30 милиони евра во време на економска криза ќе им даде Министерството за здравство на две веледрогерии блиски до власта, обелодени опозицијата. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски за Алфа објави документи, склучени помеѓу министерот за здравство Венко Филипче и двете веледрогерии. Едниот тежок 21 милион, а вториот 9 милиони евра. Двата договори биле склучени за време на летните одмори, кон крајот на јули и почетокот на август. Само овие два тендери се доказ за грабежот кој што се случува на македонското здравство. Значи во услови на корона криза, во услови кога оние кои што се болни од корона ги купуваат сами лековите и тие кои што најлесно ќе поминат трошат само за да се излечат илјадници евра кои што не може на ниеден начин да ги заработат освен да се позајмуваат. Во услови кога болните не можат да добијат соодветна заштита, па мора да одат по приватните болници да плаќаат по 15, 20 или 25.000 евра. Во услови кога тие кои што не можат да платат треба да одат во модуларни болници кои што горат за 2 минути, затоа што фирмата која што ги добила на поранешниот вице-премиер Кочо Андјушев ги направила со несоодветни материјали и горат за 2 минути. Во такви услови Министерот за здравство подпишува во само два тендери 30 милиони евра. Николовски подсетува дека соседна Србија за истите пари, 30 милиони евра, изгради комплетен клинички центар во Ниш, каде ќе се лекуваат милиони пациенти од јужниот дел на земјата, а власта во Македонија вели троши милиони за непродуктивни цели. Алфа праша во ресорното министерство за што ќе се потрошат 30 милиони евра. Оттаму појаснуваат дека се работи за редовни набавки на лекови за следните 2 години, и тоа за лицата со малигни и автоимуни заболувања, односно биолошка моноклонална и таргет терапија. Од здравство велат дека со групната набавка на лекови дополнително се заштедуваат пари, а набавени биле за потребите на 4 клиники: неврологија, ендокринологија, хематологија и онкологија. Клиниката за онкологија доби 32 различни типови лекови и тоа за прв пат во историјата на нашата држава. Овие пациенти да добиваат најмодерна бесплатна терапија. Прв пат вакви масовни набавки на лекови почна во 2019 година, со што се возможи пациентите да користат најсовремена терапија за лекување. Министерството за здравство воведе најнов инсулин кој исто така се набави, а набавена и биолошка терапија и фактори на коагулација кои овозможуваат на болните од хемофилија најсовремено и најбезбедно да се лекуваат. Ова не е прв пат за време на министерувањето на Филипче опозицијата да отвора сомнеш за сомнителни тендери и набавки за потребите на јавните здравствени установи. Последен беше оној за набавката на 200.000 вакцини од кинескиот производител Синофарм преку фирма посредник во Хонг Конг.